како сега он е најголем дик, а е најголема пичкица у исто време. Ај објаснете ми. Како може пичкица да биде дик? Алфа и омега у дик. Пичкица. Ај објаснете ми како може. И како што биваат работите по некој синхроницитет, што би рекле научниците, или ние што би рекле коинциденција, искочи на славно видео на оваа пичкица, кога од една висока позиција у времето на СДС гостуваше на една енглеска телевизија, кај што се правеше поголем енглес од енглезине. Новинарка енглеска, црнкиња, го прашаше прашање: како вика господине, прогласивте за успешен референдум, оној за промена на името? Како вика прогласивте за успешен референдум на кој што само 36% од граѓаните гласале за промена на име? Ова пичкица од галактички размери, поголема од Јупитер, пичкица, од позиција, од сулуда идеја дека е поголем енглес од енглезите се правеше енглес. Вика, како? Вика, па другите бойкотираат. Добро, вика, имало причини, бойкотираат, само 36% гласали за промена. Вика, тоа партијата, вика, у опозиција, вика, она вика ги тераше, вика, за да не помине тоа, вика, иначе, вика, тие што си гласале легитимно, 600.000 гласале, 600.000 за, тоест 30.000 биле против, не знам, 500 и кусури илјади биле за промена на име. Ова го гледам, вика, како, вика, може 36% сам. И му дава графикон, еве, вика, за НАТО која имало, вика, некоја, вика, анкети покажуваат, не знам колку, 80%, 90%, вика, чиста работа. Сте биле да влезете у НАТО. Вика, гледате сега за промена на име, само 36%, значи новинаркава енглескиња, црнкиња, му црта, му вика, дечкове, правите нелегална работа, прогласувате референдум за успешен, кој што е неуспешен, правно. Мртов ладен ја гледа оваа пичкица од интергалактички размери и објаснува некоја весела математика. Зашо бил референдумот успешен и легитимен? Овој сега ни е најголем дик. А е најголема пичкица. Дали некој може да ми објасни од каде на каде иде оваа работа? Како да објасниме рационално оваа работа? Не може. Вчера го кажев тоа и сега пак ќе го кажам. И тоа е моје мислење, лично, став, цврст. Цврст ми е ставот, морам да признам. Зошто се уште на вакви пичкици у оваа држава им се дава простор, им се дава можност за големи државни функции? Зошто? Или, што би рекле германците, џерманците што би рекле вагум. Иритира, те вади од кондури, те измести од шарки. Ваква сподоба. Требаше да поминат, не поминаа ни непуни 2 години, се најде на таа функција. Најголем дик меѓу другите диковци. Пичкица. Една лигава, 5 пати ремонтирана пичкица. Тоа е дефиницијата. Тој ќе го менаџира, проверува, наблюдува, евалуира изборниот процес во оваа држава. Таква пичкица, на која што не му беше проблем да се прави енглес поголем од секој друг енглес, роден у енглеска, на енглеска телевизија, пред енглеска водителка, која што го гледаше, како да ви кажам како го гледаше? Го гледаше во чудо, со неверување. Овој нешто се обидува да спинуе, да се вади, да оправда, нешто што не се правда. Ова го враќа назад со прашањето, му вика, чекај бе, објасни ми.
Како прогласивте за успешен маму виебам референдум на кој што само 36% од граѓаните излегле да гласат, другите не се согласувале? Не ќеле да учествуваат на тој референдум. Како бе, човек, објасни ми, проста математика. Ни срам, ни перде. Образ Џон. Лицето, газот овој дошол на местото на лицето. Овој ни е најголем дик. Пичкица ни стана најголем дик. А од кај кур го знаеш, утре може ќе стане нешто појако. Маде ова му е супер, брате. Платица. Од мој даноци што ги платам, од твој, од ваши, од сите наши што ги плаќам. Што ги даваме, дел од парите одат за оваа планетарна пичкица. 5 пати ремонтирана, растурена косарма. Он ќе зима плата како најголем дик од нашите пари, а е најобична пичкица. Не ми е баш пријатно, да ви кажам. Не ми е баш пријатно. Истиот тој, кој што сакаше да протурка, да бидеме сите кривично гонети, ако спомнеме Македонија, името на нашата држава без зона северна. Бараше кривично да се одговара. Тоа веројатно во неговата пичковидна глава изгледаше дека секој секому треба да му виси под прозорец или пред врата со инка вака да наслушкuje кој ќе употреби дома, приватно, името без ова придавкава северна, за веднаш да биде пријавен и брзопотезно кривично гонет. Веројатно во неговите највлажни фантазии у главата, тоа требаше да биде финалето на таа негова идеја за кривично гонење. Овој сега ни е најголемиот дик. Ко да немаме поголеми дикци или диковци од него. Па дојавме до него. Па ја не знам тој предлог како дојде, што дојде, ве кажам, дали тој главниот на дик треба опозиција да го предложи, пак ќе кажам, не ми се навлегуваат тие процедури. Ми се огавни да навлезам, не ни сакам да знам. Но, во истиот момент, кога се дозна ваква работа, си искача на улица. Не може пичкица да ти биде главниот дик у држава. Не може. Се коси со логиката. Никогаш пичкица нема да биде дик, ниту дик ќе биде пичкица. Никогаш, не може. Сила на природата. Во неговата глава, пошто доаѓа од такви нисто невладини организации, може све. Кај тие невладини кај што доаѓаат, кај што генетски, генерички припаѓаат овие ликови. Може. Си се родил со пичкица, ама после години ти текнуе дека од денес треба да бидеш дик. И нема проблем. У нивните глави, у нивните агенди, нити невладини, ова е сосем нормално. И ти да кажеш, јас сум од денес дик. Абе, чекај, човек, пичкица си 20 години. Не, јас кој ќе се погледам во огледало, гледам само дик. Нигде не гледам пичкица. Го зборувам ова со цел конечно да не го правиме оне што го правевме уназад 35 години. Кој некој умре, закопај го. Не ми го ставај у лабораторија за утре од него да ми направиш некој Франкенштајн што ќе направи 10 пати поголема штета од колку што направил
пред да умре, во овој случај политички. Политички лешови, трупови, да се враќаат на функции. Плюс пичкици. Ем умрени, ем пичкици. Јас сега мора да ги плаќам со мои пари. И пак да ги гледам. И пак да ми солат памет. Појма немам за легалитети, легитимитети, правно ова, правно она. Кој курац си бе ти дик? Кој си пичкица? Кој курац? Цел живот сте на функции, бе. Мотика еднаш немате пипнату живот. Мотика, не знаете ни шо е мотика. Значи, ако го кажем ова, значи ја не ширам луѓе демагогија. Јас сум пипнал мотика. И коса. Ко дете, битно сум пипнал. Сум пробал, некој ми покажал како да косам. Како со мотиката тоа лејата да ја направам. Како да посадам. Без разлика, што после тоа никогаш не сум пипнал мотика. Или Тесла. Ваквите говеда, пичкици, кои што се преоблечени во руво на дикови, ваквата травестија, кој ќе дадеш можност, простор, пак да процвета, јеба мамата. Толку ли не можеме после 35 години да разбереме вакви основни работи? Треба некој да излезе да ги црта. Истата приказна ви ја прават. Гледате со и синдикатите. Веднаш тамо се умеша предавници во ДСДС, нивните перјаници од невладини. Најавуваа вчера протести, одиме на протести, победуваме, револуција. Исто кој што правеа 2015, 16 година, 17. Па и синдикатот. Луѓе, борете се за своите права. Еве, директно апелирам од тука. Треба да бидат покачени платите, да ви бидат. На секому, на оваа скапотија. Ја не сум член на синдикат 20 и кусур години, од мои лични причини. Знам зашо не сум. Затоа што сватив тогаш кога треба еднаш во една ситуација, требаше да ми помогнат, со прст не мрдна. И ја тогаш искочив од синдикат. Ќе ви кажам и точно годината. 2005 може би беше. 2004, 2005, све мислам 2005. Искочив, но не сум дел од синдикатот. Знам и они кои се борат и за мене, ако ја не сум дел од нив. Како можете мирно да гледате кога СДС го презима вашето движење, вашиот протест, кога ви се закачуваат, ви се пришлемчуваат тамо, пичкициве? Кој сакате утре да ве поддржи? Како да ве поддржи? Кога гледа дека предавнициве и пичкициве се закачени за вас? Со нивните познати ликови и од културата и од сегде, кои што се демек синдикални борци. Борци за синдикалните работнички права, се додека не дојдат на власт. После више не ги занима тој дел од приказната. Ги занима чисто да ја водат така, да бидат тука присутни, колку да држат под контрола, никој да не крене глава, да манипулира, да прати, иначе тогаш нема више, тогаш работниците, никој се на власт, работниците цветаат, плати огромни, не значи да им прават на парите. Како сакате поддршка кога цела јавност гледа дека тие предавници се пришлямчија за вас? Па толку ли мозок немате? Толку ли сте, како да ви кажам? Не знам што да кажам. Без разлики, бе, пак ја повторам. Власта треба да направи се да ги покачи платите на работниците, отворено кажам. На оваа скапотија, на оваа инфлација. Но да барате поддршка, а при тоа да дозволите политичка партија умрена да ви се закачи и да ви ги презима протестите. Демек она ве застапува, она ви е бекапот. Сулудо исто вре, кој ќе ве поддржи? Кој ќе ве поддржи, бе? Највише ме иритира кога абсурдноста ќе ја преземе реалноста. Кога театарот на абсурдот ќе ја преземе реалноста.
Тоа не зборува ништо добро. Жал ми е само за некои што се кратковиди и што ова го дозволуваат, а не смее да се дозволи. Да ја гласам онаа пичкетина у парламент, да ми биде главен бик. Па вака бре некој со пиштол вака да ми стане на глава, ќе му кажам одјеби у скоковима. Таа пичкетина се ја треба од мои пари да ја плаќам. Кој знае колку, не знам колку има тоа платата на овие најголемиве бикови. Што се? Боли бе тоа. Боли. Место да го видиш маргинализиран, утепан, издрндан, спремен за ремонт. Ти, човече, умрениот го живееш, го ставаш на функција. И фактички, кутриот напатен народ, кој ще се срамеше 7 години од својата држава, од својата власт, се плашеше сами од себе да се погледне огледало, збунет, се прашуваше што се случува, што е ова чудо, ова цунами, оваа лавина од негирање дека постоиме, па стварно дали постоиме уствари? Дали сме стварно македонци? Дали стварно имаме наша историја? До тамо го слудеа народот. Некој голем дел од луѓето, или ќе кажам поточно 1%, стварно се прашуваа вака. Ги слудеа. Еден од перјаниците на таа пропаганда, жестока, безмилосна, насочена кон својот народ, еден од најголемите безсрамници, кој што без трошка совест го понижуваше својот народ, дома и надвор, е оваа пичкетина која ни стана главен бик. Fuck off. Fuck off.